Почитувани земјоделски производители и почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве не, и овој петок со нашата и ваша емисија за земјоделците, која, како што знаете, во овој наш редовен термин во 21 час. А репризата на емисијата е во недела во 12 часот и во среда во 14 часот и 30 минути. Денес сме со 26-тиот ден од јуни месец, или втор ден влеговме во летниот амбиент, значи почна летото и го имаме буквално најдолгиот ден во годината. И тој трае цели 15 часа и 15 минути, а тоа е мегдан за обавување на оние работи кои ги има земјоделскиот производител. Ние денешната емисија ќе ја почнеме со нашиот вообичаен осврт за времето, како тоа се одразува врз одгледуваните култури. Имаме за состојбите во аграрот, состојбата кај виновата лоза, ќе имаме по-конкретна информација и секако ќе имаме новост од фитофармацијата, а тоа е фитосейфот како една новост која заслужува внимание за тој период, токму за пепелницата и ботритисот како два значајни проблема во одгледување на виновата лоза. Или припремавме содржини со кои веруваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Рековме сме со 26-тиот ден од јуни месец, или со најдолгиот ден во годината, што трае цели 15 часа и 15 минути. И тоа е мегдан за работа, а имаме неизвестно време кое навистина очекуваме, а и се случува она појава која во Република Македонија можеме да ја декларираме како новост, а тоа е точно она што се јавува, таа микроклиматска разлика и појава на градобитни облаци во одредени региони, производни региони. А тоа нешто причинува доста големи штети. Хидрометеоролозите зборат дека таквото време ќе продолжи, значи неизвестноста кај земјоделските производители продолжува по однос на таквите ексцесни појави од локален карактер на облаци, проследени со град, силни ветрови, кои нешто причинуваат голема штета во земјоделското производство. Ние ќе кажеме дека времето е значаен фактор према кој производителот треба да се прилагоди. Но во случајот кога веќе е тргната вегетацијата, поранета вегетацијата, секое такво влошување на времето или ексцесни појави на град причинува доста голема штета кај земјоделските производители. А ние ќе кажеме дека точно времето како непредвидлив фактор мора да се обсервира и мора земјоделските производители да имаат одредена смерница од струката и науката како и на кој начин да се справат со тие евентуални можни штети кои ги причинува времето. Дали за градобитноста се одеше со сребрени одит во своје време, дали поставување на мрежи, дали сето тоа влегува во онаа стратешка, важна работа за земјоделието, кое нешто мораме да ја кажеме вистината е занемарено, бидејќи она
што го гледаме за земјоделието, таа маргинализација, она безчувствителна, коруптивна приватизација предизвика да имаме разединет аграр и зависен аграр веќе за година-две и за увоз на храна. Значи, производните површини се рапидно намалени, производителите не сака да произведуваат, бидејќи се девалвирани од оние трговци и политиката, и тука веќе имаме еден целосен колапс и импулсот од термин зборува дека тие генерации кои сега произведуваат, самите кажуваат на помладите да не произведуваат храна, бидејќи се малтретирани, омаловажени со тоа што го произведуваат. Тоа е се вистината од теренот која ја чувствуваме. И таа состојба која ја гледаме со девалвацијата на трудот на земјоделските производители, почнувајќи од целката, продолжувајќи за компирот, продолжувајќи понатаму за доматите сега, краставиците и сега најновото, Баландовскиот регион почна прв со бостанот. Во текот на вчерашниот ден слушнав како производителите се цело разочарани, бидејќи бостанот почетна откупна цена 10 или 12 денари или 15 денари, што не може да ги покрие основните трошкови кога се работи за рамбостан за таа работа. Со еден збор, немањето на генерална стратегија за аграрот по осамостојувањето. Цели 30 години аграрот очигледно тони, а основна вина е токму на луѓето кои се со име и со преземе познати извршија нечестна коруптивна приватизација на аграрот и сега аграрот се наоѓа во раците на неколку богаташи, каде разединет, нема производство, а од друга страна имаме субвенции за тие газди. Тоа е трагедијата на нашето време и затоа мора ден порано да има одговорност за нечесно направената приватизација од таа екипа која водеше во тој период. И таквото нешто единствен начин е реорганизирање, окрупнување, враќање на оној крупен производен процес на било која култура, дали тоа грозија, дали тоа бостан, дали домати и така натаму, кои ќе бидат под палка на науката и струката и кои ќе има сертификат дека се нетоксифицирани за европскиот пазар. Европската заедница гледаме со присили, со внесување на бугари, се прават глупости кои ќе не коштат многу. Не нас, него генерациите кои се за нас. Наместо да се фокусираме на производство на квалитетна храна, која Европа ќе каже да, Македонија ќе влезе во Европската заедница за тоа што она ствара храна нетоксифицирана, квалитетна, условите кои ги имаме со сончевите денови, со типот на почва, сите тие збирни услови праваат услов за производство на квалитетна храна. И сега наместо да ние одиме кон тој смер, ние одиме кон внос на странски капитал, странска работна рака, странски инвестиции и така натаму. Сето тоа води кон една пропаст на државата. А тука поединците, политиканти, заедно со трговците, ја крчмаат земјата по секакви основи. Таквото нешто мора ден порано да престане. Рековме дека ќе кажеме збор за лозарите. Виновата лоза.
сега е во најчувствителната фаза од потерувањето. Имаше дел мрзнење, имаше сето тоа што е останато. Сега има услови, ако немаме никакви услови поради високите температури, ради пламеницата, тука пепелницата и ботритисот се можни чинители на таквото нешто. А појавата на пепелницата која со инфективните процеси на младото зрно ствара некротични зони и тие некротични зони со порастот на зрното пукат и од такво зрно не бива ништо, затоа што кога почне трансформацијата на киселините во шекери, се ствараат услови за ботритисот и таму кај што е пукнато зрното, како секундарен патоген, се јавува ботритисот и од таквите гроздови не можеме ние да се јавиме на пазарот. Значи, 1, 2, 3 зрна во гроздот да бидат оштетени, да кажеме, од гроздовите молци или запукани од пепелницата, тука доаѓа до појавата на ботритисот. Затоа ние имаме една новост, тоа е фитосейфот, која за ботритисот и за пепелницата е вистинско решение. Значи, нема резидуи од токсични творби, нема никакви штетни дејствија, а влегува во тој циклус на успешна заштита на виновата лоза. Но, да не должиме, предлагам, доколку е режијата спремна, да го погледнеме прилогот кој го припремавме во лабораториски услови. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно, би рекол, за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост. Тоа е фитосејф. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосейфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцето. Значи, фитосейфот представува еден
фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis-cinerea и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме, да биде разбирлива за Лозарот, па и за делот стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосейфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до онаа суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосейфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно действување со фитосейфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосейфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосейфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосейфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растенијето. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосейфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури,
Дали тоа било во кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните. Сето тоа на вистина со фитосеитот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосеифот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосеифот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосеифот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават, а тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од дожд, нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосеифот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значајно? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијето. И во секое време, со добро одбор на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосеифот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството или цвеќарството чак би рекли. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков шум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосеифот навистина може да се ите како примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена,
не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се и те како важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смееш да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дош, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол. Тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што ите како допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот
и како обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние не го аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот. Фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кое го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести кои за жал од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Го видовме. Прилогот се потрудив да го уедноставам, да тој во лабораториски услови го сватиме како едноставен прилог кој е итекако користен не само за виновата лоза,
туку и за градинарските култури, и за сите култури во земјоделието. Целта е таа новост, прво, стручно да се аплицира и да се на еден начин добијат резултати кои ите како ќе одговараат за нас и за странскиот пазар. Ние нема да сега елаборираме ништо, бидејќи од тие 20 на минути кои ги видовте се што како делува фитосејфот. Доколку има некакви прашања и нејасноти околу примената или ред други работи, ние сме секогаш на располагање да се јавите или во телевизија Нова, или директно да добиете прави инструкции без никаква надокнада по однос на тоа како фитосејфот да биде сојузник на секој земјоделски производител за производство на квалитетна нетоксифицирана храна, која ќе одговара, како што рековме, за нашиот и за европскиот пазар. А тука негде е и крајот на денешната емисија. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Со нови содржини ќе се слушнеме следната